Во екоакцијата за пошумување која што се случи во околината на манастирот Свети Димитрија кај селото Селце во Прилеп, беа засадени 500 багреми, чиј донатор е прилепчанецот Диме Велески. Вели дека на овој чекор се одлучил бидејќи пожарите и дрвократството уништија огромен дел од шумскиот фонд во Прилепско и дека редно било да започнеме истиот да го обновуваме, ако сакаме здрава животна средина. Па уназад гледајќи дека пожарите си го однесоа своето последните неколку години, дрвократството си го прави своето, а се помалци шуми имаме, а со тоа се повеќам загадување. Така да, јас и една мала група на пријатели одлучиме да почнеме со пошумување. Барем колку толку да ублажиме. Сега сте мала, но со текот на времето ќе бидеме и поголема група. Се надевам, бидејќи сега го почнуваме и не мислиме да запремиме тука. За сега ова е лично со наша инвестиција и со помош на пријателите, како што гледате тука околу нас, кои што веќе работат, а се надевам дека во иднина ќе има и општината и други институции кои што ќе помогнат да го средиме, да го доуредиме ова овдека прекрасно место. Акцијата беше поддржана и од тимот на Златоврв, кој секогаш се дел од ваквите акции, кога треба да се заштити природата, шумите и планините, кои што се нивниот втор дом. Тимот на Златоврв изминативе години активно се бори во системот за како што е за грижа за граѓаните, помагање, пружање помош, така и ги поддржува сите еколошки акции, како што е ова за пошумување. Ние сме тука секогаш да помогнеме, како логистички, така и со сите потребни средства што располагаме, да допринесеме за подобар и позелен град. Неформалната граѓанска иницијатива од Прилеп, Екосвест, исто така зеде учествува во ова пошумување. Тие месеци наназад организираат акции за чистење на околината на Прилеп од дивите депонии и подигнување на свеста кај граѓаните да не го фрлаат отпадот каде ќе стигнат. И тие исто така најавија идната недела акција за пошумување во околината на Прилеп. Па сакаме наредните викенди исто вака да продолжиме, дали тука ќе биде или во некој од другиве блиски локации околу Прилеп. Значи исто тоа да го повториме. Дали веќе имате најдено донатори за садници? Па имаме мала количина на средства досега собрано, значи се надевам дека ќе се присобери, мора да се купат овие дрва, никој не ги дава без пари. Да, веќе минативе недела дена јас контактирав со еден број така од луѓе кои што се надевам дека ќе излезе во пресрет за ова, за ние лично да не биде само ние да ги собираме средствата. На пошумувањето учества зедоа и голем број граѓани кои што велат дека ваквите акции треба да ги има се почесто и истите да имаат многу поголема поддршка од државните институции. Па се разбира дека самите институции треба да ги даруваат тие садници, впрочем како и се останато во едно општество, меѓутоа досега, како што знаеме сами, се нема слух, затоа ние како граѓани ќе почнеме да ги на некој начин, у наводници условно, да ги натераме институциите, да се вклучат кон заштита на природата, подобро општество и подобар живот за сите нас. Но сите учесници се сложуваат дека ако не се престане со масовната дива сеча во Прилепско, џабе вакви акции, затоа што никој нема толкова сила и можност да засади дрвја колку што дневно нелегално се сечат во Прилеп, а надлежните институции се прават слепи за овој криминал со децении наназад. За жал се повеќе и повеќе дрвократството, нелегалното сечење на шуми завзема се поголем замав. Жална е таа слика кога гледајќи ги планините пред 10 години како сме биле таму кога сме тренирале и гледајќи ги сега, тоа е стварно жална слика. Буквално се сечи и најмалите дрвца, не се остава ни дрво некое кое што може со неговиот полен да рати понатаки за да се проширува тој дел. Само преку вакви директни иницијативи, како што е ова пошумување, се надеваме дека свеста ќе се зголеми, дека ќе добијаме уште повеќе поддршка од граѓаните, која што ја добиваме најмногу, но за жал од државните институции се уште немаме некоја поддршка. Па за жал тој идиотизам е се поинтензивен и од она што слушам се обвинува институциите. Ќе го тргнат тоа на страна. Но и самите граѓани поттикнуваат со купувањето на тие крадени дрвца, го поттикнуваат дрвократството. Тоа е моје мислење, што не мора да значи, али треба тука да
да се преземат акции да се стопира тоа дрвократство, бидејќи белите дробови ни ги ништат. Устори сами си ги ништиме, купувајќи крадени дрва, си ги ништиме белите дробови. Сепак тоа е голем проблем кој може да се реши да бидеме реални за 24 часа. Законските регулативи се многу јасни. Не треба да измислуваме топла вода, да се изразам народски, да може секој граѓанин да свати. Мора подхитно да се стави крај на дрвократството. Џабе ќе бидат сите овие пошумувања ако ние имаме она што го имаме сега како дрвократство. Да не правиме умов што с тоа се уништува животната средина, пелодробието на секоја една држава и пред се тука имаме и големи финансиски губитоци како држава. Акции за пошумување во Прилепско се најавени и во наредните неколку викенди, се додека за тоа дозволуваат временските услови.